Кое е мистериозното момче и како починало? Овие 2 дена низ јавноста се слушнаа секакви приказни. Првично, дека 23 годишно момче Даниело Ѓорче Петров алфите до смрт го претепале на Скопскиот плоштад. Меѓутоа, премногу тишина за да биде вистина. Досега сигурно ќе видевме некој од роднините на момчето како јавно ја бара вистината за смртта. Од МВР велат, да, тело има, но нема никакви информации чие е. Велат телото се уште е на обдукција. Неофицијално, по телото имало траги на насилство. И додека од Институтот за судска медицина се уште молчат, приказните кружат. Од извори на 24 вести дознаваме дека засега случајот има 3 приказни. Едната дека се работи за момче од Скопје, меѓутоа чудно е како никој досега да не го побара. Втората е дека телото е на странски државјанин учесник на Баскерфест, меѓутоа и оттаму не реагираат за исчезнување на некој нивни учесник. А третата приказна е дека можеби телото е на ирски навивач дојден во саботата за мечот Македонија-Ирска. Но и ова останува само како приказна, бидејќи се уште никој не го побарал, а во мртвото тело не се пронајдени никакви документи. И додека се предпоставува, раскажува и прераскажува, стотици млади од Скопје синоќа пред полноќ ја блокираа улицата на автобуската позната како Рекорд во знак на протест за смртта на 22 годишното момче пред 2 дена на Скопскиот плоштад. На собраните седеа на асфалтот 1 час и оттаму испратија порака до надлежните да се открие вистината за смртта на момчето и да го откријат и санкционираат вработениот што според нив го претепал до смрт. Беше отворена и петиција со која младите, кои преку социјалните мрежи се собираа во центарот на Скопје, побараа да се расчисти убиството и да престане полициската бруталност врз младите. Младите и денеска преку Facebook се организираат на масовен протест во 16 часот.